Да се испита загаденоста на почвата, да се влијае врз намалувањето на штетите на PM10 частичките, да се отстранат старите електрични апарати и истрошени батерии, помош при електроенергетска ефикасност за Кавадарчани. Ова беа само неколку проекти кои беа деновиве набележани на средбата која се одржи во регионалниот еколошки центар Еко Живот во Кавадарци, а за што информираше председателот Роберто Паризов. Денеска сме собрани тука со потесното членство и наши гости да ги испрезентираме накратко нашите активности од јули месец па до крајот на 2017 година. Како дел од сите еколошки активности, ќе ги напоменам, завршен К2 проект од Еразмус програмата, кој што беше составен од 3 фази со главна намена енергетска ефикасност. Нашите представници од Кавадарци учествуваа на овој настан, беше во 3 фази, во Белуно, во Италија, во Шпанија, во Шабац во Србија и во Турција. Го завршивме успешно со партнерите, добивме пофалба за сета таа активност. Имавме друга активност во Турција, во градчето Кастелмону. Тоа беше К1 тренинг за развивање на бизнис план за поврзан со природата. From Nature to Business се вика проектот и тој го завршивме. Во фаза ни е заеднички проект со Вила Зора од Велес за енергетска ефикасност, со тоа што проектот ќе се заснува на донирање на соларни колектори кај населението заради подигање на јавната свест за енергетската ефикасност. Во фаза ни е соработка во фаза сме поради аерозагадувањето моментално во државата и пред се во нашата општина, која е една од најзагадените, да влијаеме на населението за подигање на јавната свест, да се изработи една темелна стратегија за спречување на аерозагадувањето и заедно со Еко Живот и општина Кавадарци да го иницираме ЛЕАПот. ЛЕАПот представува локален еколошки акционен план, кој што ни недостасува во општината околу над 20 на години. Некогаш е изработен еден, но тој е не употреблив за денешните услови, посебно на денешната инфраструктура и сообраќај, така да ќе направиме заеднички напори со општина Кавадарци да го изреализираме сето тоа. Наидовме на позитивна енергија од страна на општината, така да во скоро време ќе имаме иницирани активности за тој план, а за 6 месеци очекуваме дека и ќе биде изработен. Што се однесува до некои договорени работи, договоривме да се зголеми зеленилото во градот поради загадувањето и разумно е веќе еднаш да постапуваме одговорно кон зелените површини. Инаку тој рече дека прават напори конечно да се провери загаденоста на кавадаречката почва заедно со Велешката, Скопската и Тетовската. Тоа е мощниот значаен проблем и проект во кој како еколошко друштво се партнери со екологистите од Вила Зора од Велес. Со нив соработуваме и во активностите за подобрување на електроенергетската ефикасност во домовите на Кавадарчани и неколку семејства кои треба да добијат поддршка за инсталирање на сончеви колектори. Инаку во акцијата за ослободување од старите електронски апарати и истрошени батерии имаме поддршка од нулта отпад, рече Паризов. Инаку на оваа пресконференција беа презентирани еколошките активности на друштвото кои подразбираат учество на млади екологисти во еколошки проекти во неколку други земји. Паризов најави дека работат и на стратегијата за намалување на аерозагаденоста во Кавадарци со краткорочни и долгорочни мерки. Таа студија се изработува од стручен тим, а ќе биде предадена на општина Кавадарци.